Здраво, ова е 226-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Leave No Traces на Јан П. Матушински, во кој станува збор за Гжегош Пшемик, синот на опозитната поетеса Барбара Савовска, кој на 12. мај 1983 година во Полска е уапсен од страна на полицијата, која го претепува до тој стадиум што по неколку дена на агонија и болка починува. Единствениот сведок на насилството врз Гжегош е неговиот колега и пријател Јурек Попиел, кој е решен да сведочи против полицијата, децидно борејќи се за правата на починатиот пријател. Во Полска во раните 80-ти екзистентен е полицискиот час, кај што се врши своевидна пресија од страна на комунистичката власт да се потисне опозицијата со цел да се задржи превласта во државата. Методологијата со која се обидуваат да ја злоупотребат моќта на државата е допуштање на употреба на прекумерна сила на извршните органи на власта. Ако министерот за внатрешни работи се обиде да го занемари умирањето на Гжегош, тоа нема да го допушти народот, кој што ќе излезе на улиците да протестира во поборка за ковчегот на починатиот, изразувајќи го неговиот револт и незадоволство. Кога ќе согледа сериозноста на престапот, власта уште еднаш ги употребува своите ресурси да работи против народот, која бира, овој пат користејќи ги сите расположливи средства за замолчување на сведокот, обидувајќи се да ја дискредитира мајката на починатиот, но нивните подмолни потфати ќе бидат залудни, затоа што имаат подценето идеолошката матрица на обесправените и нивната истрајност во желбата да се обелодени вистината пред јавноста. Социјалната ангажираност на овој периодичен филм зазема пресудна функција за визуализирање на фразата, кај што има сила, нема правдина, но исто така е екземплар на неподклекнувањето на тиранинот, побуда која што е мотиватор за задржување на мерилата и вредностите кои се ефемерни за хегемоните, кои го узурпираат народот како што ќе посакаат. Тие се насилниците кои си играат држава, заборавајќи дека толпата народ ги носи одлуките во секоја земја, има моќ да го симне секој диктатор, затоа што дадената доверба многу лесно може да биде одземена од рацете на експлоататорите за собствен бенефит и подкренување на егото. Детска будалаштина како прослава на матурирањето преминува од комична лакрдија во грозна и насилна хорор сцена, кај што камерата останува со сведокот додека претепане речисти до смрт на маргините на кадарот Гжегош. Во оваа незавидна ситуација во која е впрегнат сведокот, неминовно е случајот да стане политичка преписка, меѓутоа прашањето кое се поставува е кому може да му се верува, односно сведокот мора да биде заштитен, затоа што историјата докажала дека многу лесно може да биде предаден од страна на најблиските, кои се лесно подкупливи и имаат своја егоцентрична користолюбива агенда. Тие би ја продале вистината за ефтини пари, затоа што за нив повеќе вреди снаоѓањето отколку наметнувањето на исправните нормативи и победа над злоупотребувачот. Тие се кратковиди и себични, затоа што не гледаат далекорочно за подобрување на светот во кој што живеат за себе и идните генерации, затоа што непокорот на сведокот е токму тоа. Пример за злодело кој што никогаш не смее да се повтори и заборави. Странските медиуми исто така си ја вршат својата функција во борбата за обелоденување на вистината, за разлика од понизните домашни медиуми, кои се сервилни поклоници на полската власт, додека се крие сведокот кој стравува за неговиот живот, кој може да го плати со цена на говорење на вистината. Свештеникот низ христијанската догматика ги оквалификува насилните подвизи на власта како сатанистичка злоба. Во мноштвото на манипулативни механизми и потфати на власта се вбројуваат и хипотетичкото тепање од страна на болничарите, како и подметнувањето на микрофони во обиените домови за преслушување, постојано следење, присилно изнудување на лажни сведоштва, како и вртењето на таткото против синот, се само неколку од мерките кои бескрупулозно ги применуваат демагошките власти, претворајќи се во повторлив рецидив. Колку и да биде фарсичен судскиот процес со подмитените играчи во постапката, не постои едикт кој смее да штити полицајци убијци. Тие се криминалци со убиствен нагон, кои не се над законот и прекршувањето на тој указ треба да биде санкционирано најстрого што може, затоа што животот кој го одземаат нема да може да го вратат.
Различно реагираат сите ликови под притисок, некои се истрајни, други креваат раце и се предаваат за да заврши што е можно побрзо агонијата во која се затекнати. Сепак, родител не треба да погреба собствено дете. Иако чинителите на полициската бруталност, за жал, имаат универзална димензија, сродност ќе најдете и со населбата во која живее сведокот, како и мебелот и шкафчињата во домовите кои потсетуваат на мебел од нашите домови од 80-тите години на минатиот век, меѓутоа корумпираниот систем и ден денешен оперира на сличен начин како потскиот, кај што институциите се прават наудрени и немаат дослух за вистината, затоа што хегемонистичкиот систем е дефектен, оперирајќи со сите своји противречности. Според мене, работна верзија на еден филм секако дека може да трае 160 минути, но филтрирана и редуцирана верзија на еден модерен филм, која нема драматуршка подкрепа за толкова време траење, ја именувам како недостаток на монтажата на Пшемислав Хрушчелевски, кој свесно треба да сугерира поконцизен и поконзистентен ритам на филмот, кај што како што ќе го привлече вниманието на гледачот, така и ќе го задржи до крајот, а не да го загуби насреде патешествието со непотребно меандрирање и расплинување на течението на дејствието. Со рафинирана верзија, филмот ќе добиеше не само на динамика, туку и ќе беше повпечатлив нејзиниот интензитет, ама неретко авторите забораваат дека филмовите ќе им ги гледаат гледачи, кои за прв пат се изложуваат на снимениот материјал, за кој и тоа како треба да има подобро подкритие за неговото речиси 3-часовно одземање на вниманието, кое што мислам дека не е оправдливо. Тоа значи дека ликот Јурек, убедливо глумен од Томаш Жиетек, корифејот на вистината, со доблесни намери постепено се истиснува од делото поради преголемиот број на редундантни нишки на корупција на власта. Сепак гледаме долг игран филм, а не мини серијал од 3 едночасовни епизоди, нели? Снимателот на процедуралниот крими трилер е Кацпер Фертач, кој за некого ќе представува политичка мелодрама, снима на рака уште од воведните сцени во кои е исполнен станот со интелектуалците од Солидарност кои работат против отпорот на тираните, веризам кој е соодветно естетско решение за доловување на насилството кое го извршуваат полицајците, за кои не е завршен полицискиот час иако официјално не е на сила. Силата, тие мислат дека е во нивните пендреци, а интелектуалците во зборот. Континуираното снимање на рака го губи ефектот во останатите сцени, но повремената игра со зумирањето и зрното филмската лента се одлични артефакти од периодичноста која се доловува, иако освен поворката се сомневам дека некои сцени ќе останат запамтливи од филмот во иднина, ама горчината во грло ќе биде незаборавна. Оркестрацијата на Ибрахим Малов избива на површина во траорните мигови, подгревајќи ја стравичната борба за живот, така што вибрирачките одеци на дирките на пијано се елоквентна алегорија за еруптирачката фрустрација на однатоложената неправда, но и е во служба на напнатата атмосфера. Режисерот Матушински започна својата кариера во 2000-тите, снимајќи кратки играни и документарни филмови, и првото долгометражно издание е токму документарниот филм за хендикепираниот нуркач со неизмерна љубов за подземните пространства, прикажан во Deep Love од 2013 година, а потоа го сними долгиот игран филм The Last Family од 2016 година, посветен на невообичајната фамилија на еден од сликарските великани со препознатливиот опус на апокалиптични призори и визии Здислав Бекшински, кој што беше награден во Локарно и Чикаго, за потоа да се посвети на снимање на полски ТВ серии како Друга шанса, Нелегални, Ватаха в дому и The King of Warsaw, за денес да е во процес на подготовки за снимање на неговиот нов долгометражен игран филм Мингун, во кој две натажени фамилии на невообичаен начин се обидуваат да го одбележат починувањето на нивните деца со организирање на поскумен свадбен погреб за нив, спојувајќи ја полската со кинеската култура. Матушински неретко се инспирира од впечатливи и уникатни настани од историјата, кои за него имаат огромно значење и символизираат човечка димензија на ликовите, кои прават надчовечки напори за да се справат со незавидните ситуации во кои се впрегнати, како што е случајот со Live No Traces, која е адаптација на книгата на Цезари Лазаревич, која, ако им паднеше во рацете на Кен Лоуч или Сидни Лумет, ќе направеа незаборавен филм.
Филмот имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, а потоа играше на BFI, Black Nights во Талин, Гетеборг, беше селектиран, но не беше награден на ниту еден од нив, станувајќи полски представник за интернационалниот Оскар, меѓутоа не дојде ниту до декемвриската кратка листа, а не пак до номинација. Точно е дека во овој филм, кога тепа полицијата, не остава траги по телото видливи за око, меѓутоа ова исто така е и филм во кој кога полицијата го тепа малолетникот, затоа што им се може, злоупотребувајќи ја дадената моќ, тие несвесно ги тепаат членовите на неговата фамилија, оставајќи неизбришливи лузни на пријателите, најблиските, за кога ќе го претепаат до смрт, да се престорат во ладнокрвни убици, кои ќе се кријат за значката, без грижа на совест и одговорност за стореното злодело. Признавам дека секогаш кога ќе биде во прашање полицаец кој што ќе крене рака врз цивил, посакувам да му биде одземено достоинството на неговото дете од негов колега, за да почувствува на негова кожа што значи да се биде безпомошен. Ако морам да го евалуирам, тогаш Leave No Traces од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 226-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!